може и без. Добар ден на сите, присутни, гости, фотографи, колеги од Македонија и од регионот. Чест ми е да ја отворам изложбата на почитуваниот Славиша Зелев-Таковиќ, фотограф од соседна Србија. За почеток, ви благодарам однапред за разбирањето. Ги заборавив очилата дома, па е вака сега со леќа подалеку овој дел ќе го прочитам, а овој другиот ќе се снајдам без проблем. Први збор два за фотографот и за неговата биографија. Славиша Зелев-Таковиќ е истакнат уметник, фотограф од Србија, со деценија, зависи колку, 0,5. Двојка, долу? Не, ово е више друг поглед на свет, хвала за случајни. То су макрона. Да. Може ќе се знаете. Значи, фотограф од Србија со деценија долг творечки опус и позната кариера во уметничката фотографија. Со фотографија активно се занимава од 1989 година, а започнува да изложува во 1997 година. Оттогаш неговото име редовно присутно на домашната и меѓународната сцена, со учество со над 180 изложби во земјата и во странство, на кои има освоено околу 80 награди за фотографија. Станковиќ е член повеќе реномирани асоцијации, член на ФОН од 96-та, член на Фотосојузот на Југославија од 99-та, на Фотосојузот на Србија од 2000-та, член на УСЛУФ од 2008-та, член на мултимедијалната здруженица Константин во Ниш, каде што во 2012 година ја добива титулата мајстор на уметничка фотографија. Од 1999 година Занеческото здружение на Нишкиот округ му ја доделува почесната титула Марафија. Од 2005 година с Фотосојузот на Србија го бројува помеѓу 10 најдобри уметнички фотографии во земјата. Неговите дела се дел од бројни музејски, галериски и приватни колекции низ светот. Исто така тој е носител на сината значка на Фијат за најдобар автор. Или да даде освет на својата изложба, би сакала еден краток освет на истата. Преку деликатна равнотежа помеѓу естетиката и интимноста, фотографот успеа да го прикаже женското тело не само како предмет за наблюдување, туку како предмет на изразување емоција и лична приказна. Секоја фотографија зрачи со внимателно компонирана светлина и игра на сенки, создавајќи атмосфера на тишина и интимност. Чинот не е прикажан како провокација, туку како форма што ја слави ранливоста, силата и убавината на својата природност. Преку актите се поставуваат прашања за телото како простор за слобода, но и за постојните норми, што значи да се биде виден, како се гради идентитетот преку видот и каде е границата помеѓу интимноста и уметноста. Уметничкиот пристап избегнува клишејата, фокусирајќи се на субтилноста на формата и сензибилитетот, низ призмата на воспевање на женската убавина од страна на ренесансните мајстори на скулптурата, како и на француските импресионисти и постимпресионисти. Ова изложба не е само визуелно искуство, таа е диалог со телото, тивка медитација за присуството, ранливоста и силата на жените. Ве поканувам на интимен диалог со секоја фотографија и го поканувам авторот да каже зборба за неа. Мене ми е глас да имаме изложба на Биломала причам. Ево и овој пут задачи да се прехвалим што сте дошли да поздравите мене и моје дело и ова моја 30 само со изложба посвечена и девојчици Володимир и Симеон.
звук, нека одекне и нека трајно остане во сеќавање оваа изложба и со ова отвараме. Ја прогласувам изложбата за отворена. Ви благодарам. Микрофон дека е тука, нега Бога го Василио. Зашто микрофон тука нега пребацувам во другу салу. У другу салу има и наша клубска изложба. Фотографија, тоа се селекција од фотографии кои се од чланови и од курсисти во година. Да кажем нешто повеќе за тој курс кој го организирам. Тој курс кој трае 9 месеца, значи почнуваме од септември, завршуваме баш од дека на Малински фестивал. Автори, односно курсисти, проваѓаат сваку неделю теорија и пракса. Значи, теорија е петак, пракса неделја. Специфично за овој година за курс беше што има се екстремно тешки услови за сликање. Значи, ја не се сеќам на еден викенд овој година да имаше слънце. Значи, све беше облачно, све беше киша, све беше да не бе се некои такој спод, да кажем, по-лабави, неентузијастички расположени, дали и еден ќе положиш. Али овој година беа јако мотивирани, свите и изгора све на киша ми као ќе врне вода, ми треба да искачам. Као не држи кер да се стопите. И свите и на кишу, и на мрзло, свак, нема час кој се спуштиле. И фотографија кои ги видите, ја мислам дека сум заслужен за овој диплом кој ги го доделува, за завршен курс и за завршен курс он има пуно право да стане чланови на клуб. Прво,